Добар ден. Во денешната наша емисија интервју гостин е координаторот на пратеничката група на ВМРО од ДПМН и коалицијата господинот Никола Митевски. Добар ден, господин Митевски. Добар ден, благодарам на поканата. Да почнеме веднаш од најактуелната тема. Заврши амандманската расправа за предлог буџетот за 2025 година. Траеше 10 дена, регуларно од 19 почна на 29 заврши. Каква е сега целата таа процедура и дали веќе е закажана на седница? Токму така, значи согласно законот за буџети и согласно процедурата, односно деловникот кој што го имаме во собрание, заврши комисиската расправа со по однос на буџетот за 2025 година. Траеше 10 дена и сега имавме можност да искористиме плюс алатката која што имаме со деловникот. Тоа е дополнителен еден ден за да бидат исчитани сите амандмани кои што се составен дел на буџетот, односно беа поднесени од пратениците во собранието. Ова е новост и ова е во насока на транспарентноста, затоа што во минатото 10-тиот ден се завршуваше до амандманот докај што се стигне со дискусијата. За разлика од тоа, воведовме нова алатка за да можат сите амандмани поднесени од сите пратеници да бидат прочитани последниот ден и тие истите да бидат слушнати од граѓаните за тоа што се залагаат пратениците и кои амандмани ги имаат поднесено. По завршувањето на оваа цела постапка, значи предлог буџетот се врати во влада, еве го повторно назад. Пленарната седница за одржување на буџетот е закажана согласно новиот закон за буџети, а тоа е втората недела од декември, така да на 10 декември се наоѓа и точката за разгледување на предлог буџетот, која што пак согласно деловникот и буџетот е дозволено 5 дена да се расправа по однос на буџетот, така да очекуваме до крајот на неделата, односно до кај 15-16 декември, во завис од динамиката и работата на собранието, да биде изгласан и донесен новиот буџет за 2025, што представува основна правна рамка и економска рамка за функционирање на институциите и државата во целост. За амандманската расправа така слушнавме и пожестоки дискусии. Очекувате и на собраниска седница да се прислика апсолутно, добро е да се продискутира. Добро е да се продискутира деловникот. Имаме различни гледишта, становишта по однос на состојбите и она што е предвидено и како е предвидено. Нормално опозицијата секогаш е таа што напаѓа, власта е таа што со аргументи пробува да ги објасни постапките односно сето она што е планирано во деловникот. На крај на денот здраво е за демократијата да има дебата и врз основа на таа дебата на крајот пратениците да се произнесат врз основа на овој клучен државен документ кој што е основа за функционирањето на државата во иднина. Слушно за тоа и служат собраниските седници, но вие сте координатор, по втор пат ми се чини, бевте координатор и во претходниот пратенички состав. Значи, како најголема пратеничка група, нели? Какви обврски ќе преземете за да го унапредите, за да ја унапредите транспарентноста на собранието? Па да, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, како најголема пратеничка група и во овој мандат, со 58 пратеници од 120 пратеници во собранието, меѓутоа и во минатиот парламентарен состав, кога повторно бевме најголема пратеничка група. За жал во тој момент, врз основа на политичката поставеност и коалицирањето на политичките партии меѓу себе, бевме опозициона партија. Сега сме во друга ситуација, покрај тоа што сме најголема пратеничка група заедно со коалицијата, ние сме и владеачка коалиција, имаме многу посериозна и одговорна улога, а тоа е обезбедување на работа и посветеност во функционирањето на собранието и процесите кои што следуваат, за да се зголеми ефикасноста и ефективноста на собранието. Имено ефикасен парламент, значи донесување на закони, побрзо, а со самото тоа и ефикасноста на државата, односно институциите е на поголемо ниво. Се наоѓаме во состојба кога за формирањето на новата владина коалиција и потребите на новата влада врз основа на ветувањето на граѓаните го променивме законот за организација на органите на државна управа, формирани се нови министерства и првите неколку месеци се посветени за
воспоставување на надлежностите и обврските на новите министерства, како и разграничувањето на обврските кои што произлегуваат со затварањето на старите министерства, агенции и институции, а со отварањето на новите. Така да собранието има сериозен предизвик пред себе, ние како пратеници од владеачкото мнозинство исто така, а јас како координатор пак дополнителна улога во функционирањето на целиот овој систем. За јавноста никогаш не е доволна транспарентноста на било која институција, па на и собранието. Значи, во кој дел од собранието, за да ја постигнеме поголема транспарентност, во кој дел во работата на собранието е потребно напредување? Јавните дебати и расправи се оние кои што ја зголемуваат транспарентноста во собранието, меѓутоа тука треба во работата, односно транспарентноста на собранието, треба да допринесе и овој наш собраниски канал, односно можноста која што ја имаме врз основа на работата. Имено новиот деловник предвидува да во работата на работните тела, односно комисиите, можат дополнително да бидат повикани и експерти по одредени проблематики, кои што врз основа на својата експертиза може да дадат допринос, односно да учествуваат во објаснувањето, односно при елаборацијата на одредено законско решение. Секако на крај на денот обврската за носење на законите и за гласање по тоа е на пратениците, меѓутоа тоа е една алатка плюс за зголемување на транспарентноста и уверливоста во одредено законско решение. Јавните расправи и дебати се нешто кое што мораме да го подигнеме на повисоко ниво, за да ја зголемиме довербата на граѓаните во самото собрание, како институција која што е надлежна за носењето на законите во оваа држава и како законодавна власт која што има за цел да ја стекне довербата од граѓаните. Од ден на ден, од година, од мандат во мандат, мислам дека зголемувањето на транспарентноста е видлива. На целото тоа можам да кажам дека допринесува и формирањето, односно унапредувањето на овој собраниски канал кој има за можност и за цел да ја зголеми прво гледаноста на самиот собраниски канал, а преку него и презентација на ставовите на сите пратенички групи, како и за зголемувањето на транспарентноста преку одредени дебати или информативни емисии кои што ќе можеме да ги направиме заедно, а се со една цел, значи доближување на граѓаните до законодавниот дом, односно до собранието. Кога сме кај собранискиот канал, до сега мислам дека успешно си ја вршиме својата работа. Апсолутно, ние сме задоволни затоа што тоа беше една од целите на претходниот собраниски состав, а тоа е покрај собраниската независност, формирање на и унапредување на работата на собранието. Впрочем и затоа оваа година дополнително се предвидени одредени средства за самиот собраниски канал за можност за дигитализација на самите емисии и доопремување со современа опрема која што ќе даде квалитет на работата на овој собраниски канал. Една од улогите на законодавниот дом е и интегративниот процес во врска со хармонизација на законите. До каде е тој процес хармонизација на законите? Сметам дека популарен термин за Македонското собрание има направено доста за хармонизација на своето законодавство со законодавството на Европската унија, меѓутоа ние продолжуваме понатаму. Новиот деловник кој што го донесовме, кој што минатиот состав, кој што почна да функционира во овој законодавен дом, односно од овој парламентарен дом, дава можности за да имаме предвидливост на самата работа на работните тела, на комисиите, како и на пленарните седници, врз основа на што ние можеме да направиме една динамика за работа на собранието. Хармонизацијата на законите е исклучително битна, затоа што живееме во динамично време, затоа што живееме во време кога сериозно ни е потребно доближување на македонското законодавство со законодавството од Европската унија и сметам дека сме на прав пат за раздвижување, односно за реализација на голем дел од овие законски решенија. Самото ограничување на работа на работните тела и неможноста да се прави филибастеринг на секое законско решение ни дава можност да побрзо работиме на донесувањето, односно имплементација на одредени законски решенија.
која сме веќе кај новиот деловник. Неодамна председателот на собранието во едно интервју најави дека ќе има измени во деловникот. Во кој дел од деловникот може да ги очекуваме? Видете, ние успеавме да направиме одредени нов деловник и бевме задоволни со донесувањето на овој деловник како собрание најголемиот дел од пратениците и пратеничките групи. Тоа беше поздравено. Меѓутоа, во практичната имплементација и действување по однос на овој деловник, увидовме некои пропусти кои што ни се јавуваат во секојдневното работење. Не се тоа големи измени, меѓутоа мислам дека се потребни да се размислат и да се поразговараат, а се со една единствена цел, значи оптимализација на работата на собранието и изголемувањето на ефикасноста, односно ефективноста во неговата работа. Од ден на ден гледаме дека некои работи ни поминале без да ги приметиме, по одредени работи гледаме дека сме дале многу големи рокови кои што го оптеретуваат, односно го успоруваат работењето на собранието, а пак за одредени други проблематики гледаме дека имаме дадено пократки рокови и тие работи ќе сакаме во наредниот период да седнеме прво како политичари и пратенички групи да ги разгледаме. Меѓутоа, она што е многу битно и зашто се залагам и во овој мандатен состав, а и во претходниот, е вклучување на службите при промена на одредени, да речем, делови од деловникот, затоа што практичното искуство и секојдневната работа по одредена проблематика на самите служби во собранието ни даваат доверба дека нивните идеи можат да допринесат за оптимализација и ефективност на новите измени, доколку политички се договориме да одредени измени се направат врз основа на деловникот. Како да е, имаме еден современ деловник во кој што беа увидени од страна на сите пратенички групи во минатиот состав, на најголемиот дел, да не речем на сите пратенички групи, дека е потребно да се донесе нов деловник. Новиот деловник стапи во сила од овој мандатен состав и сите оние пратенички групи кои што гласаа за усвојување на новиот деловник се едногласни дека успеавме да го подигнеме квалитетот, нивото на функционирање, како и продуктивноста на самото собрание, а и преку тоа и успеавме и да направиме одредена предвидливост и за законодавниот дом, односно за собранието, како и за владата во однос на носење на одредени законски решенија. Нов е деловникот, се соочуваме со проблеми, гледате дека злоупотребата на европското знаменце е намалена, односно закони кои што дојдоа, ако не се лажам, во собранието во овие 5-6 месеци од функционирањето на новата влада се само еден или два. Треба сите заедно да работиме и на намалувањето на скратените постапки, односно секое законско решение да помине редовна постапка, преку што ја зголемуваме и транспарентноста, и видливоста, а и можноста да детално се навлезе во секое законско решение. Да, сега на почетокот имаме одредени скратени постапки кои што ни се провлекуваат, но тие доаѓаат, како што реков на почетокот на оваа емисија, од промената на законот за организација на работата на органите во државна управа, каде што имаше потреба скратено во одредени рокови да се направи промена врз основа на ова законско решение со новите министерства и функционирањето на владата. Неизбежно е да ве прашам за глувата соба, затоа што според мене тоа е една голема придобивка што ја реализираше собранието. Голема придобивка за која што бевме пофалени и на последниот состанок кој што го имавме со однос во Женева по однос на безбедносните служби во државата, на која што присуствува луѓе од безбедносниот сектор од европско и да речам и повисоко балканско ниво, на кое што собранието, односно изградбата на глувата соба врз основа на сите безбедносни стандарди на НАТО и Европската унија беа офатени, е можност да имаме едно место каде што по однос на одредени затворени или сензитивни теми поразговараме без страв дека нешто од тоа што ќе се разговара, а е на високо ниво на државна тајна или одредени сензитивни теми за кои што треба да се, дека ќе излезат во јавност и дека ќе бидат пробиени на одредени разговори. Аналогно на ова, морам да прашам, дали има во план и други проекти кои треба да ја зајакнат надзорната улога на овие разузнавачки агенции? Апсолутно, значи тоа е еден процес кој што се
води во државата, односно се разговара за спојување на безбедносниот сектор во државата. Анализите се прават се уште. Сериозен сектор за кој што треба да се има доволно информации, имаме аргументи за, има аргументи и против. Искуството од државите составен дел на Европската Унија, во најголем дел за државите кои што се помали држави и се на ниво на нашата држава, се дека поставувањето на безбедносниот сектор во државата под една капа е многу поефикасно и ефективно и подобро за државите, меѓутоа треба да се внимава на делот на контрола, односно надзор на работата на такви едни институции. Сепак има служби и експерти кои што се занимаваат повеќе од нас од оваа проблематика. Нашите досегашни искуства кажуваат одредени работи, но меѓутоа ќе треба и одредено време за да се дојде до едно заедничко решение кое што ќе биде прифатливо за сите во државата, затоа што се работи за еден сензитивен сектор за кој што треба внимателно да се прават промените и она што значат процеси во самиот сектор. Господин Мицевски, ви благодарам на интервјуто. Ми се чини дека опфативме сите актуелни теми. Благодарам на поканата. Да. Драги гледачи, ова беше интервјуто со координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, господинот Никола Мицевски.